Ке има ли мандатар до посетата на Хан или ќе се чека евентуално неговите сугестии да бидат импулс за придвижување на процесот? Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич денеска потврди дека главен настан поради кој Хан доаѓа во Република Македонија е состанокот на министрите за надворешни работи, енергетика и економија од 6 балкански држави, но еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан во четврток во Скопје ќе се сретне и со лидерите на политичките партии што освоија место во македонското собрание. Како што е познато, еврокомесарот Хан доаѓа во Македонија за време на заглавените разговори за формирање на влада по парламентарните избори на 11 декември минатата година. Дали Хан со себе ја носи идејата на неформалната влада на Европската Унија за создавање на широка владина коалиција во земјата, која ќе има задача покрај многу реформи да го реши и прашањето околу разликите за името со Грција. Од партиите јавно не сакаат да прејудицираат, но неофицијално имаат речиси идентични ставови. Сите пријателски сугестии се добре дојдени, но процесот кој е започнат зависи пред се од волјата, зрелоста и посветеноста на домашните актери за изнаоѓање брзо и квалитетно решение за излез од кризата. И после речиси 10 дена нема конкретна информација дали Македонија наскоро ќе има нова влада. Подпредседателите на СДСМ и ДУИ вчера има и прва средба, по која изјавија дека ништо не договориле. Средбата била насочена кон првични разговори за излез од политичката криза. Се шпекулираше и за наводна средба на представници од СДСМ и БЕСА, но портпаролот на БЕСА Орхан Муртезани истите ги демантираше. Никакви средби не се планирани, имаме комуникација со СДСМ, но ништо од тоа не е поврзано со собирањето потписи за мандатот, рече Муртезани. Делегација на ВМРО ДПМН е пак предводена од лидерот на партијата Никола Груевски. Денеска имаше средба со амбасадорот на мисијата на ОПСЕ во Република Македонија Нина Суомалаинен. На средбата која се одржа по барање на Суомалаинен се разговарало за активностите на ОПСЕ во земјата, но исто така и за политичката ситуација. Груевски истакнал дека состојбата во Република Македонија е зрела за одржување нови предвремени парламентарни избори поради тесното мнозинство кое било направено. Од ВМРО ДПМН информираа дека на прашањето доколку СДСМ формира влада, дали таа ќе биде прифатлива за партијата, беше одговорено дека секоја партија која носи одлука за формирање коалиција, без партијата која добила најмногу гласови и најголема поддршка од народот на изборите, треба да знае дека во исто време носи одлука да се соочува со проблеми во иднина својствени на ситуации кога се игнорира волјата на мнозинството граѓани. Амбасадорката Суомалаинен во однос на политичките односи и ситуацијата посочила дека мисијата на ОПСЕ не зазема страна и не е во позиција да промовира никакви политички опции представени преку партиите, се наведува во соопштението од ВМРО ДПМН кое се однесува на денешната средба.